Продолжуваме со отвореното специјално студио Раната Пулс. Разговаравме со адвокатот Петре Шилегов, а во овој блог сега разговори со новинарот Васко Маглешов од Бирн Призма за тоа како изгледа судското рочиште. Васко, благодарам што вечерва сте со нас. Благодарам за поканата. Ајде да започнеме со прашањето како изгледа судскиот процес. Сите оние кои што не се во судница проследуваат медиумски извештаи, но таму се пренесува што е кажано, но немаме некаков опис на самите случувања во судницата. Судењата претежно започнуваат во 9 часот и 30 минути наутро. Би рекол дека со некои задоцнувања траат, односно почнуваат со некои задоцнувања од 15 на 20 минути. Да речам дека околу 10 часот веќе рочиштата се почнати. Досегашниот тек на судењето покажува дека се одржани 15 ефикасни рочишта, ефективни значи, и дека 3 се одложени. Голем дел од времето досега се потроши во процесни приговори на адвокатите, на бранителите, значи на обвинетите и така натаму, во обидот за спојување на обвиненија. Оно што би сакал да го нагласам е дека во мојата повеќе од 10-15 годишна кариера сум следел различни судења. Ова е единствено судење на кое што ми дошле солзи на очи. Особено кога ги слушав сведоштвата на родителите кои што загубиле дете во пожарот. Толку опишуваа во детали реалистично што се случило, како изгледал целиот настан, како морале да ги обраќаат мртвите тела за да се го пронадат нивното дете и така натаму, што и денеска можам да ги евоцирам, да ги интерпретирам и да ги раскажувам. Не сум мислел дека некогаш во животот ќе бидам во таква ситуација да толку ме растажи некое судење како што е ова. Ова се практично првите сведоци во постапката, тоа се родителите кои што загубиле деца, очевидците на настаните и така натаму. Има околу 50 сведоци на обвинителството во една скратена листа, со би рекол една пауза или една поголема пауза. Ефективно едно судско рочиште трае околу 4 часа. Според моето гледање на работите, ова е едно умерено темпо. Денеска Бирн објави една анализа за тоа како изгледаат рочиштата. Би рекол дека судот може да вложи повеќе напори, тие рочишта да бидат и почести. Сега ми се чини дека има закажано во април и мај по 6 рочишта месечно, што во основа е добро, значи уште поголема динамика на судење така. Очекувам тоа да тече така и понатаму, за да добие самото судење една поголема, ајде да не речам брзина, меѓутоа ефикасност. Оно што мислам дека судот може да го направи е во таа смисла да не мора да седи само додека трае работното време на судот. Ние сме седеле на судења кои што завршувале во 11 часот навечер. Ја не велам дека секој судење така треба да завршува, меѓутоа ми се чини дека судот може да определува повеќе сведоци на едно рочиште, да кани повеќе сведоци со малку повеќе паузи, за да може овој процес многу порано да добие судска завршница. Бидејќи каква и да е одлуката, таа нема да направи никого задоволни, меѓутоа веројатно е последната искрена надеж во очите на родителите кои што ги загубиле нивните деца, дека ете правдата сепак која што е идеал, може да се оствари и може да се добие една правна разврска за случај. Васко, освен овој случај Пулс, главниот и прв кој што започна со поднесување на обвинителен акт, се водат и останати истраги и веќе започна и судскиот процес за полициските службеници кои што не постапиле соодветно. Колку истраги, колку предистраги во овој момент се водат за поврзани со Пулс? Да, активни, како што реков, 4 обвиненија, од кои што едното е, би рекол, во понапредна фаза, на првото големото, со 35 мина обвинети. Останатите 3 обвиненија се однесуваат, бидејќи јавноста веќе знае за полициски службеници, односно за полицајци. Едното од нив, кое што се однесува за тројца полицајци, тоа е дека ја злоупотребиле службената положба и огласување, бидејќи записниците за нарушување на јавен ред и мир не ги внесувале соодветно, односно правилно така како што треба. Обвинителството таму ги изведе сите докази на едно рочиште, сега останува доказите на одбраната и мислам дека за многу краток временски период тоа е првиот судски предмет за кој што би добиле некаква пресуда, а е индиректно, односно непосредно поврзан со Пулс, со дискотеката Пулс.
На 25 март почнува уште едно судење за полицајците и на 1 април уште едно судење. Веќе ќе имаме ситуација кога во месецот ќе имаме по повеќе судски рочишта за случајот за сите овие 4 обвиненија. Дури поклопувања. Дури ќе има и преклопувања, мислам дека така е на 25 кога ќе почне првото судење за полицајците, а истиот ден во судницата во Идризово ќе има судење за големиот случај, значи за 35 обвинети. Она што сега во моментот исто така активно, тоа е она истрага што е отворена за даночните инспектори во даночната инспекција тука во Кочани и други лица. 4 месеци е отворена истрагата, уште немаме информација, мислам имаме некакви информации дека се собираат, да речем, докази и дека осомнечените се уште не се сослушани таму, значи се уште се пребираат докази. Очекувам оваа постапка исто така да заврши релативно брзо со некаква јавно обвинителска одлука, каква и да е. И практично тоа да бидат 5 предмети, ако нема уште некој во меѓувреме, не верувам дека обвинителството би отворило уште некој нов предмет сега за сега, така што одговорноста, правната разврска на Кочани се базира практично на овие 5 случаи на едната истрага што е отворена и 4 обвиненија. Тоа го разговаравме и со адвокатот Шилегов, се гонат за различни кривични дела. Зошто е тоа така? Каде се прави таа дистинкција? За јавноста да свати, да речам вака наједноставно, имаме во Македонија едно јавно обвинителство кое што е самостоен орган. Од таму излегуваат две теории на случај. Едната теорија на случај е таа која што ја опфати Кочанското обвинителство, односно Скопското обвинителство го презаде предметот. Таа вели дека сите се одговорни од првиот до последниот за едно исто кривично дело, тешки дела против општата сигурност. Јавното обвинителство за гонење организиран криминал смета поинаку. Смета дека да, за тоа дело може да одговарат полицајците кои таа кобна вечер имале обврска, а не реагирале, ама другите полицајци кои претходно постапувале, значи не дале или дале согласност за паркинг, не требало да дадат, или не пополнувале записници, а требало да пополнат како што треба, тие обвинителството ги гони, меѓутоа за злоупотреба на службената положба и овластување. Значи имаме ситуација во која што едно јавно обвинителство воспоставува две теории на случај. Сега тоа е практично задача за новиот државен јавен обвинител, кој што би требало да направи некакво преиспитување на постапката за да се види дали има некаква можност за правната квалификација во овој случај да се ревидира, затоа што мислам дека е можеби подобро во самиот старт одредени работи да се расчистат, отколку да се донесе пресуда, потоа да оди на апелација, па да се врати предметот назад, па повторно да се суди, да почне одново и така натаму, тоа ќе биде еден долг, тежок, макотрпен процес и за родителите, и за оштетените, меѓутоа и за сите граѓани. Во овие моменти, односно на судските рочишта, ги слушаме исказите на сведоците предложени од страна на јавното обвинителство, но се соочуваме и со моменти кога се предочува она што тие го истакнале во јавното обвинителство при првиот исказ, бидејќи често на моменти тој е различен од оној кој што го дале во обвинителство и судењето, сведочењето во судница. Може ли да има притисоци врз овие сведоци? Да, секако дека може. Знаете како добро е сведоците што порано да дојдат во суд и што порано да сведочат, колку што повеќе одминува времето, вие ги оставате практично на, ајде да не речем, иако тие ги даваат нивните изјави под заклетва, тие се колнат пред судот дека зборуваат вистината, меѓутоа одминува времето, работите се менуваат, се случува, ние тоа го видовме во судницата, еден сведок да кажал едно пред 5-6 месеци, сега во судница да каже нешто друго. И тоа не е невообичаено, и во други судски постапки ги има, затоа е многу битно обвинителството да процени кои му се клучните сведоци. Вие не морате на една околност 10 сведоци да ви го кажат истото, ако ви го кажуваат 2 или 3. Тоа ја оптеритува постапката, тоа подразбира дека се троши, да речем, одредено време. За сето тоа време може да се слушате друг сведок, може да изложите материјални докази и така натаму и така натаму. Во сета оваа ситуација станува збор за дискредитација на сведоците, бидејќи сега обвинителството оние сведоци практично што само ги предлага за да се утврдат одредени околности, на некој начин стануваат непријателски сведоци, односно обвинителството мора да го уверува судот дека тоа што тие го зборуваат во судница не е тоа кое што тие го кажале пред нив во обвинителството, и во таа смисла нивниот исказ судот да не го цени на крајот кога ќе прави анализа на доказите. Суштината е таа. Васко, последно прашање, со оваа динамика кога би можеле да очекуваме една неправосилна пресуда за овој главен предмет Пулс?
Неблагодарно прашање, бидејќи тоа многу зависи од тоа дали обвинителството ќе остане на сите сведоци, дали ќе повлече сведоци. Веќе имаме на самиот почеток повлечено сведоци, најава за повторно повлекување на сведоци, значи кртање на таа листа на докази на обвинителството. Доколку се суди со оваа динамика како што тоа е досега, ми се чини дека наредните месеци секако ќе имаме доказна постапка, бидејќи околу половина од сведоците кои што обвинителството ги предложи веќе се сослушани, повеќе од половина би рекол. Меѓутоа остануваат материјалните докази на обвинителството, остануваат да се сослушаат сведоците и на одбраната. Тука имаме завршени зборови, можеби некакви дополнителни докази ќе се појават во меѓувреме и така натаму. Така што јас очекувам оптимистично до крајот на годината да имаме доказна постапка и можеби до година некаква прва неправосилна пресуда. Гледам дека сега судот воспостави уште поголема динамика на рочишта, можеби тоа ќе биде и порано. Меѓутоа, со оваа динамика на судење ми се чини дека исходот е тој дека практично би требало уште многу рочишта да следиме докази, изведување на материјални докази, сослушување на сведоци, вештаци исто така и така натаму, и дека веројатно можеби следната година би добиле некаква неправосилна пресуда за овој случај. Само уште едно прашање ми се наметна во однос на сведоците, како обвинетите се однесуваат кон нив, бидејќи често слушаме дека најчесто сведоците и нивните сведоштва се однесуваат на тоа како настанал пожарот, каде биле во тој момент, како била евакуацијата, како се однесуваат самите обвинети лица кон нив, имаат ли прашања? Обвинетите во оваа ситуација, иако можат во секој време да станат, да приговараат, да поставуваат прашања и така натаму, се прилично тивки. Ако го исклучиме делот на почетокот во кој што тие даваат, да речам, воведни говори, се произјаснуваа за тоа дали се чувствуваат за виновни или не. Тие генерално имаат онаа стратегија нивните адвокати да ги застапуваат, односно тие да бидат бранителите кои што во судница ќе ги поставуваат прашањата. Можеби е тоа адвокатска стратегија, односно стратегија на одбраната и веројатно е. Но она што би сакал тука да го напомнам е дека сите сведоци досега кои што се појавија, ми се чини дека повеќе одат на тоа да ги утврдуваат фактите, односно да ги говорат оние изјави кои што се однесуваат за самиот пожар, за безбедноста на објектот и така натаму. Многу мал дел од сведоците, барем сега за сега нешто се да речам во некаква фаза да ги кажат нивните сведоштва, говорат или допираат некакви аспекти кои што се однесуваат на подоцнежно обвинетите, односно да речам 30-тиот, 32-тиот и така натаму, сега ова сосема рандом го кажувам како бројка. Можеби обвинителството на таа околности нема нема предложено сведоци, тој ќе го утврдува преку материјални докази, но како и да е, ми се чини дека има можност листата да се скрати, постапките да течат малку побрзо. Морам да признам дека мојот впечаток е дека не гледам причини за одлагање на рочиштата, или не гледам дека адвокатите и нивните клиенти се обидуваат неоправдано да ги одлагаат судењата, што во основа е добро, бидејќи овој процес де факто и за нив колку што порано, поскоро заврши, толку е подобро за сите. Мислам, бидејќи е сосема непријатно да се појавувате во судница, да седите со часови и така натаму, така што и тие треба да знаат дали кој е виновен и така натаму. Се разбира најмногу, како што реков, се разбира родителите, оние што се оштетени и така натаму. На крајот на криштата и сите граѓани на оваа земја мора да знаат што конкретно се случило, бидејќи фактичката состојба ја утврдува само судот. Васко Маглешов, ви благодарам многу за ова гостување што одвоивте време и вечерва сте со нас во Кочани. Ви благодарам за поканата. Васко Маглешов, новинар во Бирн Призма, беше со нас во отвореното специјално студио. До крајот на отвореното студио ни преостанува и да погледнеме еден разговор кој што ќе го емитуваме малку подоцна, а е со поранешниот државен јавен обвинител Љупчо Коцевски, кој што за прв пат зборува за тој кризен менеджмент кој што се креираше и како обвинителството ја спроведе целата постапка и истрага за Пулс. Останете со нас, се враќаме за кратко со уште едно сведоштво на уште еден родител кој вечерва е со нас.